Комерцијалните возила играат важна улога во портфолиото на една марка. Peugeot е еден од клучните играчи во тој сегмент, следејќи ги практичноста, издржливоста и функционалноста на неговите производи. Како доказ на тоа е по 6 пат освоената титула интернационално комерцијално возило. Овој пат победникот за 2021 година е компактниот e-Expert со електричен погон и батерии што овозможуваат две автономии. Покрај тоа, во игра се 3 различни должини на каросеријата и 2 намени. Товарна која може да понесе до 1250 кг товар и до 6,6 кубни метри товарен простор и патничка со можност на превоз на 5 или 6 патници. Покрај мултифункционалноста, Peugeot e-Expert го освои жирито со својата еколошка ориентираност. Електричниот погон не е ништо ново во портфолиото на PSA, па во зависност од барањата, достапните капацитети на литиум-ионските батерии се од 50 киловат-часови и 75 киловат-часови. Базиран на мултиенергетската модуларна платформа EMP2, новиот Peugeot e-Expert нуди 100% електричен погон со максимална моќност од 100 киловати и максимален вртежен момент од 260 Нм. Верзиите Compact, Standard и Long достапни се со батерија со капацитет од 50 киловат-часови и може да достигнат опсег од 230 км според WLTP. Стандардната и долга верзија исто така може да бидат опремени со батерија со капацитет од 75 киловат-часови со автономија до 330 км според истиот протокол. Електричниот Експерт е достапен во истите верзии како и во верзиите со мотори на внатрешно согорување со цел да ги исполни сите потреби. Во зависност од нив се нудат неколку опции за полнење на батериите од стандардна електрична мрежа до брзо полнење. Благодарение на термичката регулација на батеријата се овозможува користење полночи од 100 киловати и достигнување на 80% наполнетост за 30 минути. Трите режими на возење што може да ги избере возачот се во функција на заштедата на енергија, лесна секојдневна употребливост и оптимизирани перформанси при транспорт на големи товари. Новиот Peugeot e-Expert комбинира компактни надворешни димензии со максимална носивост. Батериите се наоѓаат под подот, без никакво влијание врз волуменот на товарниот простор. Возачот има поголема удобност во сите ситуации преку специјално прилагодливиот систем за сервоуправување што го олеснува возењето и има мал диаметар на вртење. Тука се задолжителните електронски асистенти, па употребата е значително олесната. За жал, електричните доставни возила не се интересни кај нас поради отсуство на инфраструктура, но сигурно е дека со време тоа ќе се смени.